Добар ден, најпрво ќе ми дозволите да ве поздравам вас, новинарите, што сте денеска повторно овде со нас. Продолжуваме од нашата теренска акција. Важно е, од тебе зависат промените. После Охрид, денеска сме овде во Велес, заедно со градоначалникот, председавачот на Совет, пратеникот, луѓето кои што се дел од советниците кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, администрацијата овде во општина Велес. И денеска ќе поминеме, се надевам, успешен, но и плоден ден во Велес. Ќе може да разговараме со велешани, со различни целни групи на луѓе. Ова акција, како што кажав, и минатиот пат од Охрид, е почната и подготвена, има за цел да учиме од граѓаните што е она што представува акутен проблем, за да може да биде составен дел од идната програма на ВМРО, ДПМН и коалицијата за следните парламентарни избори, и штовремено да направиме промоција на досега сработеното во оние општини каде што ВМРО, ДПМН и коалицијата имаат свој градоначалник, како што е случајот тука со Марко во Велес, но и да најавиме нови проекти кои што ќе бидат дел од програмата на ВМРО, ДПМН за секоја општина посебно. Јас денеска сум овде во Велес и можам да кажам дека оној план кој што го имаме и кој што ќе биде составен дел од програмата на ВМРО, ДПМН и коалицијата за следните парламентарни избори, во Велес се планирани помеѓу 6 и 6,5 милиони евра годишно инвестиции. Ќе се децентрализираат тие средства, настрана од буџетот кој што го има самата општина, или за еден 4 годишен мандат помеѓу 24 и 26 милиони евра. Од проектите кои што ќе бидат опфатени, дел од тие проекти се разбира, не се. Јас можам и сега да ги представам. Таков е, да речеме, проектот кој што ќе биде една нова обиколница од тунел па се до мостот во Башино село. Потоа новиот мост во Башино село, кој што е исклучително значаен проект. Предвидена е реконструкција, но од разговори со соодветните стручни служби, надлежните и градоначалникот тука, и пратеникот, и председавачот, и советниците, и луѓето кои што се дел од општината, може би ќе треба да се разгледа опцијата, односно се прифати опцијата за изградба на таков нов мост. Потоа катната гаража во центарот на градот Велес, една катна гаража кај мостот Гемиџи, потоа одведувањето на отпадните води во горните зони овдека во Велес, довршување на проектот за доуредување на кеот на река Вардар, изградба на една, би рекол, значајна велосипедско-пешачка патека, која што од тука од Велес ќе води до езерото Младост, реконструкција на два патни правци, едниот е од Отовица до Мамутчево, другиот беше од Дорутовец до Мислешево, Челошево, пардон, се извинувам. Така што, навистина имаме еден значаен план овдека за Велес и за велешани, нешто кое што ќе значи многу за самиот Велес и самите велешани, односно подобрување на условите за живот и тоа што е обврска и на локалната самоуправа, но и на една влада да го направи за граѓаните, за да може тие да останат. Ние нема да се однесуваме како што сега се однесува оваа влада на СДСМ и ДУИ. Ние имаме намера на целата територија на Македонија, во сите општини, без разлика, дали таму имаме градоначалници кои што доаѓаат од редот на коалицијата предводена од ВМРО, ДПМН, дали се од Демократската унија за интеграција, СДСМ, Алијансата на албанците, БЕСА или се независни градоначалници, ние планираме буквално секаде и за секој граѓанин да инвестираме и да го подобриме квалитетот на живот. Така што еве, отприлика денеска очекувам да завршам и да поентирам плоден ден, да научиме многу од велешани и сето тоа да го додадеме во нашата изборна програма. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Побаравте лидерска средба на тема избори, за каков формат говорите? Па да, ние за неколку месеци од денеска ќе имаме исклучително два значајни изборни процеси. Едниот се претседателските избори, прв и втор круг, вториот се парламентарните избори. Мислам дека на неколку месеци пред тие изборни циклуси да нема никаква активност е навистина неодговорно. И тоа за прв пат може би се случува на македонската политичка сцена и затоа јас излегов со предлог идеја за лидерска средба. Ги слушнав одговорите
од официјалните лица од Артан Груби и од Димитар Ковачевски, што мислат тие за тоа, но еве да бидам попрецизен, кога зборувам за лидерска средба, мислам на лидерска средба во формат во кој што ние ќе разговараме за дати за избори, бидејќи можеме да влеземе во уставна криза и потоа процесите да бидат уставно предизвикани. Да бидам попрецизен, да бидат и неуставни. Затоа ценам дека на неколку месеци пред избори добро е да се седне на една лидерска средба, каде што ќе има представници од владата, представници од опозицијата. Еве, бидејќи ги споменуваат институциите, еве ќе им дадам еден предлог, нека биде организатори Талат Џафери, нека биде тоа ако треба и во парламентот и таму ќе дојдам да разговараме за можните дати за избори, бидејќи во меѓувреме треба и сите ние да сме свесни дека има два големи верски празници како што е Рамазан и Великден. Тие сите знаете дека претходно им претходат на тие празници постови, така што мора да го подготвиме амбиентот за да имаме навистина еден фер изборен процес, не само на претседателски, туку и на парламентарните избори. Јас очекувам разум, очекувам одговорност, барем еднашка. Јас стојам на располагање и ние како ВМРО ДПМН и коалиција стоиме на располагање за една таква средба. Еве, ако веќе ги споменуваат институциите, мислам дека една од тие институции кои што навистина директно инволвирана во овој процес е законодавниот дом, парламентот. Еве, нека биде ако треба и Талат Џафери домакин, нека упатат покани, нека организира таа средба. Јас ќе присуствувам на таква средба. Како го коментирате општото зголемување на ДДВ-то на многу производи од широката потрошувачка за граѓаните? Видете, они, ако се сеќавате пред неколку месеци, тоа го комуницираа со јавноста дека станува збор за зголемен данок на луксузни производи, па како синоним споменува перки од ајкула, но видовте дека не е така, туку станува збор за основни прехранбени производи. Јасно е, тоа што го зборувавме и тогаш и сега излегува дека е точно, а тоа е дека им недостасуваат пари во буџетот, затоа што го трошат немилосорно буџетот за проекти за кои што шајка не е закована. Знаете, за еден таков проект потрошија повеќе од 200 милиони евра, но за жал немаме ниту шајка закована. И затоа сега им требаат уште пари за тендери во 4 очи, за провизии кои што се враќаат. Јавна тајна е дека човек фирми со ташничка шетаат низ Македонија и нудат работа за тој проект, а за сметка на тоа бараат огромни провизии. Овие информации стигаат до кај нас, јас ги повикувам надлежните органи тоа да го проверат и истражат. Доколку тоа тие не го направат, следната влада на ВМРО ДПМН сериозно има намера да се занимава со овие девијантни однесувања. Така што, да сумирам, им недостасуваат пари. Што прават тогаш? Тогаш единствен извор за повеќе пари им се поголеми даноци и на сметка на граѓаните, на грбот на граѓаните. Затоа граѓаните треба да се свесни дека секој еден денар што го плаќаат повеќе за производите кои што до вчера ги плаќале поевтино, се директно пари за тендери во 4 очи на владата на ДУИ и СДСМ и се директно пари кои што ги плаќаат на овие луѓе кои што се дел од коалицијата ДУИ и СДСМ. Министерот Османи најави дека ќе преиспитува улогата на земјава во Западен Балкан, доколку Србија има влијание врз вклучувањето на Косово. Дали може ваш став во однос на ова прашање? Па добро, министерот Османи некако како со оваа политичка гимнастика да се загуби малце. Нормално сега ќе се обиде да се радикализира, наместо да се грижи за интересите на државата која што го плаќа, тој се грижи можеби повеќе за некои туги интереси. Но факт е еден, дека јасно кажува кој е главен стопан во владата и дека СДСМ и Димитар Ковачевски се обични змекери на Демократската унија за интеграција, како во владењето во владата, така и во криминалот. Тие се задоволуваат со трошки, додека гледате како луѓе од Демократската унија за интеграција се стекнуваат со огромни имоти на секаде низ Македонија, со пари кои што се добиени од и постои основано сомневање за сомнителни тендери. Така што не ме изненадува оваа гимнастика која што прави Бујар Османи, но ме изненадува ова би рекол сервилно и поданичко и измекерско однесување на Димитар Ковачевски СДСМ.